Štip se вклучува одбележување на Светската недела на детето. По тој повод гостин на двете детски градинки денес беше градоначалникот Благој Бочварски, кој на двете воспитно-образовни институции им додели скромни подароци. Им подаривме од име на општина Štip еден аквариум, со кој што тоа беше нивно барање на институцијата градинка Астибо и на дечињата. Од овде ќе заминеме и во другата градинка Вера Цирвири, каде што подаривме реквизити за играње на децата таму, така што општина Štip го одбележува и одбележува оваа недела на детето, со што им подаруваме еден скромен подарок на двете детски градинки. Тие побараа од мене да и се изгради нова детска градинка и да се подобрат условите во градот со спортски реквизити за забава на дечињата. Ние си ја превземаме таа врска, а тие ни ветија дека тие реквизити ќе ги чуваат во иднина. За возврат дечињата за гостите од општината подготвија сладка забавна програма, во склоп на која ги кажаа своите права и желби за посрекно и безгрижно детство. Освен денешната, двете štipски градинки неделата на детето ја одбележуваат и со други активности. За утре имаме организирано во салата, спортската сала Јордан Мијалков, надпревар, односно ние ги нарекуваме игри без граници, ќе се надпреваруваат децата од големите групи. Да, во четврток гостуваме на регионалните игри заедно со градинки од повеќе градови, кои што оваа година ќе се одржат во Куманово. За петок ни е предвидено посета на зоолошката градина, како и посета на музејот на град Štip. Во текот на неделата имаме театарски представи и во петокот гостуваме на спортски рекреативни игри во град Делчево, меѓуградински игровни активности. Одеме со една група на деца од другата градинка. Општина Štip и во иднина ќе продолжи да се грижи за најмладите преку подобрување на условите за нивно растење и развивање. Со марш по улиците низ Виница, учениците од основното училиште Славчо Стојменски од Виница денес ја подсетија јавноста за детските права, а воедно испратија и силни пораки за стоп на насилството врз децата. Секој возрастен секогаш треба да го прави оно што е најдобро за детето. Имам право да добивам информации. Право на образование. Право на слободно изразување. Право на живот, име и националност. Право на за членување во здруженија. Организиравме марш во градот Виница заедно со полициска станица од Виница и за наредните денови исто така имаме активности. За утре се одбележува со тоа што ќе бидат поделени правата на децата на наши граѓани, со тоа што ќе организираме и солидарна собирна акција, кои што средства ќе бидат наменети за наши ученици кои што потекнуваат од ранлива категорија.